Ние како Министерство за локална самоуправа во последните 2 години направивме напори заедно со владата да обезбедиме дупло повеќе средства во делот на рамномерниот регионален развој, што е од исклучително значење за ова што претходно го спомнав, затоа што животот во нашата држава се случува насекаде, не само во главниот град или во неколку центри, туку и во селата. За 2019 година се обезбедени вкупно 7 милиони евра за рамномерен регионален развој. Во Пелагонискиот регион досега преку една од компонентите, тоа е регионален развој, се одобрени 8 проекти во висина од прилика 500.000 евра. Минатата година поддржавме подобрување на услугите во противпожарната заштита, конкретно во општина Прилеп, преку набавка на опрема и возило за противпожарната заштита, како изработка на урбанистички планови во неколку населени места села во општината. Оваа година продолжуваме согласно аплицираните проекти во заштита на животна средина преку употреба на обновливи извори на енергија. Сега тоа го дискутиравме со директорот, значи планирано е да се во пазарот да се употребат фотоволтаици, со што ќе се обезбеди и користење на обновливи извори на енергија, меѓутоа и на тој начин ќе се подобри нормално и квалитетот во функционирањето на самот пазар. Тоа подетално ќе каже и градоначалник, директорот. Исто така сакам да кажам дека во непосредно близина овде во овој регион на Прилепско продолжуваме со реализација на проект во изведба на патишта, и тоа во Пашино-Рувци, поврзувајќи го со регионалниот пат кон Прилеп, и во општина Долнени поврзувајќи го норово со Житоше. Така што посветени сме и ние како министерство, меѓутоа и останатите министерства. Слушнавме пред малку од министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство од програмата за рурален развој, дека исто така се издвојуваат огромни средства за проекти кои што ќе значат развој на целата територија на републиката. Врз апликацијата која ја испративме до самото министерство, ни се одобрија средства за поставување на фотоволтаици. Тоа е од големо значење на пазарот, затоа што сметките за струја во зимските месеци се енормни и ни ствараат големи потешкоти врз самото работење на пазарот. Но приоритетна и примарна цел според мене за пазарот е самиот кров. Како што знаете, 4 пати е покривен, но никогаш не е покриен онака како што треба. Пазарџите најмногу се жалаат во дождливите месеци, се жалаат на тезгите кои прокиснуваат. Па затоа со програмата за финансиска поддршка на руралниот развој исто така имаме аплицирано за финансиска поддршка, со што нашиот пазар би добил нов кров. Ве уверувам дека за кратко време Прилеп ќе добие модерен пазар, но во духот на старата традиција. Знаете дека тука најмногу е негуван еснафот, дека тука луѓето се среќавале покрај тоа што да испазарат, да си кажат некои досетки, да се помајтапат, и самите знаете за значењето на пазарот за нашиот град. Согласно со политиките на локалната самоуправа за квалитетен сервис на граѓаните за малопродажба на земјоделски производи, јавното комунално предпријатие Пазари се труди да ги задоволи потребите како на тезгаџиите, од кои ги црпиме главните средства, така и на самите граѓани да го почувствуваат бенефитот од функционирањето на пазарот.